Добро вечер. Продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или Светот на Божјата мајка во поднаслов Дали навистина не знаеме кои сме. Во измината емисија видовме дека древните македонци по својата етногенеза се венети. Во 6 век преминувани во Словени. Затоа изнесовме бројни сведоштва од древни автори, вклучувајќи во Хомера, Херодота, Стравона, Јустина, Виргилие и други. Херодот дури децно ги споменува венете како жители на Балканот, на древна Македонија, кои по преселувањето во Мала Азија се нарекуваат енети. Се разбира, не се преселуваат сите, него само дел од овие жители. Потврда за тоа имаме и во историјата на македонскиот народ, прва по возобновувањето на древната македонска држава, она од 1969 година, во кој што видовме дека Институтот за национална историја, а со право можеме да кажеме и Македонската академија, бидејќи во работата на оваа историја работеа 7 тогашни и идни академици, го застапуваа ставот дека првите словени се венетите. Ставува знак на равенство меѓу венетите и словените. Ова ќе го повторуваме неколку пати, за да може македонската јавност која работи 50 на години немаше можност да ги слуша, да ги врежа во својата меморија. И денес ние имаме многу сведоштва за етногенезата на древните жители на Балканот. Најзначајни, најголеми венетолози во светот секако се словенските, тоа се научниците Матеј Бор, Јошко Шавли и Иван Томажич. Тие напишаа книга Венетите, првите градители на Европската заедница. На повеќе од 500 страници ти изнесуваат бројни сведоштва за идентичноста на древните жители на Балканот и денешните, за идентичноста на венетите и словените. Толку многу докази сврлија што никој денес во светот не се ни обидува да полемизира со нив на таа тема. Се разбира, светските историчари од прозападната сфера ги игнорираат. Разбирливо е зашто тоа е така. Тие својата цивилизација е темела на грчката. Не може да прифатат едноставно дека некои си диви словени како што тие ги представуваат, живееле во древноста на Балканскиот полуостров и тие се носители на светската цивилизација. Ние ќе се обидеме низ овој серијал да го докажеме спротивното. Во својата книга Матеј Бор и неговите колеги Иван Томажич и Јошко Шавли ќе наведат и едно житие. Тоа е житието на Свети Колумб од 612 година, во кое што се наведува идентичноста на венетите и словените. Во оваа своја книга тие ќе ја дадат и венетската азбука. Ние во оваа емисија нема да ја разлагаме, нема да ја разгледаме, ќе оставиме во посебна емисија кога ќе збориме за писменоста кај древните македонци. Истата азбука ја дава и Павел Турилаев во својата книга Венетите, предци на словените. Затоа нешто кажавме во прошла емисија, нема да се повторуваме. Во оваа емисија, во продолжение, ќе изнесеме бројни сведоштва, бројни искажувања, бројни изјаснувања на наши македонци, но и светски познати личности кои што пишувале за етногенезата на народите. Во нив ќе најдеме потврда за идентичноста на денешните и древните македонци. Непобитни докази се изнесуваат во овие излагања. Ќе видиме понатаму. Ќе почнеме од Теофилат Охридски и Бранко Панов, наш историчар, кој пишувајќи за музиката во 11 и 12 век, во музика број 2, 1979 година, излично наведува дека Теофил Охридски, кога дошол во Охрид, од македонците во овој град, цитирам, слушнал од древните македонци дека тие пеат песни за древните честити времиња, од времето на славниот период. Се знае кој е тој период и на кого се мисли. Никифор Григора, тој е византијски историчар, 1326 година престојувал во Струница. Тој изнесува еден многу интересен податок, дека од македонците стримонци, значи словенско племе кој што живеело во овие подречја, слушнал народни песни во кои се опишуваат
древните македонци дејци, како што се Александар и другите, слушал песни многу слични на фригиските. Што е овде необично, што е овде важно за нас? Тој поставува знак равенство меѓу словенските племиња кои што живееле во Струмица во 14 век и древното македонско племе Бриги. Значи, фолклорот на бригите, фолклорот на словените од 14 век, тој го поистоветува, што недвосмислено зборува за врската на македонците од 14 век со оние од древна Македонија. Иначе, овие кажувања се забележени во одбраните четива за македонскиот народ од 1951 година на 122 страна. Секој може да го види, да го провери. Ке го спомнеме и французинот Франсоа де Тот, кој во втората половина на 18 век живеел во Цариград, каде што имал своја фирма градежна, во која што имал вработено 1500 македонци работници. Тој ги искажува овие своји сеќавања во своите мемуари објавени во Холандија 1784 година. Во неја наоѓаме интересен податок дека 22 македонски работници по завршената работа влегле во некоја крчма поред пристаништето и тамо пееле песни во кои се опевуваат древните македонски владетели Александар и Филип. Што од овде заклучуваме? И древните македонци кои што живееле и работеле во Турција биле свесни за своето етничко потекло, биле свесни за врските меѓу древните и македонците од 18 век. Значи, тие се уште живи сеќавања пренесувани од колено на колено. Тие поинаку не можеле да дознаат за своите древни предци, барем во тоа време. Како градежни работници сигурно не биле антиквизирани и сигурно не пееле или кажувале во романтичарски замес, како што некој сака денес да ги представува сите оние кои што си ги афирмираат своите древни македонски корени. Сите денешни сведоштва кои ќе ги презентираме пред македонската јавност, воглавно се преземени од книгата на господинот Александар Донски, Античко македонско наследство во денешната македонска нација. Многу интересна книга. Инаку господинот Донски е плоден автор, објави повеќе книги кои фрлаат светлина на нашите древни корени. И добро е секој македонец, барем дел од нив, да ги има во својата библиотека, заради само спознавање. Многу интересен истражувач кој што престојувал во средината на 19 век во Македонија е босанскиот патеписец Стефан Верковиќ. Тој се задржал повеќе години на нашите простори и оставил многу македонски народни песни, мислам запишал многу македонски народни песни и преданија, кои што ги објавил во повеќе книги. Објавени се и кај нас во издание на Култура 1985 година. Па ќе презентираме и дел од нив. Интересни се забелешките на Стефан Верковиќ дека тој во Македонија најчесто име што го сретнувал е Александар или Филип. И нашол повеќе песни во кои што народниот пејач ги опишал своите древни цареви. Објавил една песна за горскиот пејач Орфеј. Ова е разбирливо, затоа што сеќавањата кај нашите предци од 19 век постојат из оваа митска личност, митска или историска, ќе видиме подосна. Орфеј е инаку роден во Македонија, живеел и работел во Македонија и починал во Македонија. Стефан Верковиќ престојувал и кај родот Мавраци или Марваци во Пиринскиот дел од Македонија, каде што исто така собрал голем број преданија и песни, во кои што народниот певач ги возвишува древните корени, односно ги искажува своите врски и своите сознанија за своето древно минато и древното минато на тракијците, македонците и лирите. Овие песни тој ги собрал, односно ги запишал од овчарот Стојан Мечкаров.
Верковиќ престојувал и во југозападна Македонија, кај родот Пуливаковци. И таму собрал доста народни песни. Интересна е неговата забелешка во која што тој вели дека најголемиот дел од овие луѓе во овие краишта себе си се сметаат за чисти македонци, потомци на древните македонци, потомци на Александар. Сепак најинтересната песна што Верковиќ ја објавил, тоа е песната за Александар, запишана во третата книга, најдена во Србија. Насловена е Песна за Александар. Има 263 стиха по една верзија, 306 по друга верзија. Ја запишал од слепиот пеvač Јован Михаилов. Што е интересно во оваа песна? Интересен е крајот во кој што е запишано начинот на смртта на Александар. Ке цитирам еден дел од неа. Веле, там си умре Александар на камене од комаре. Забележуваме дека како причина за смртта представени се комарците, односно болеста маларија, која што тие ја пренесуваат. Ова е фрапантен податок, неверојатен податок и недвосмислен, непобитен доказ дека своите сознанија за древните корени македонците ги пренесувале од колено на колено. Поинаку и не можело да биде, ако се знае дека прв кој што е обелоденил теоријата за смртта на Александар поради болест од маларија е Доналд Енгелс во 1978 година. Што значи повеќе од 100 години подоцна од како Верковиќ ја запишал оваа народна песна од слепиот народен пејач. И друго, прв кој што ја докажал, ја потврдил теоријата за пренос на болеста маларија од страна на комарците е Роналд Рост во 1898 година, што значи 36 години по објавувањето на оваа песна во збирката на Верковиќ. Иначе Роналд Рост за ова свое научно откритие 1902 година ќе ја добие Нобеловата награда за медицина. Значи, имаме недвосмислен доказ за пренесувањето на културното наследство од колено на колено, од татко на син. Овде има уште еден интересен податок. Прв пат комарците се спомнуваат во речникот на Хесикај, кој го запишал уште во 6 век, и тој го запишал во речникот како еден од зборовите на древните македонци, на античките македонци. Забележливо е идентична. Денешниот збор комарци идентичен со оној во јазикот на нашите древни предци од времето на Александар и Филип. Интересна песна има објавено и Сипријан Робер, француски славист, уште во 1852 година. Тој објавил песна за Александар во која тој ги моли боговите да бдеат над неговиот народ славен, поради што заслужуваат да го носат името славени. И овде имаме една потврда за нашите искажувања од претходната емисија, кога кажавме, и сметам и дека докажавме пред македонската јавност, го докажавме значењето на зборот словени, односно славени. Еве потврда во народната песна. Интересно сведоштво што има Исаија Мажовски во своите спомени објавени во Софија 1922 година, во кој тој точно запишал дека на ден 23.2.1867 година престојувал кај своите вујковци во Ениче Вардарско, Хаджи Секови се тоа, каде што сретнал еден еврин, трговец со волна, кој по обавената работа во вечерните часови седнале во вечера и убаво македонско вино, се пееле и убави и древни македонски песни. Во тие песни забележал евреинот дека се спомнуваат древниот цар Каран и Солунка девојка. Зачуден ги прашал домакините како можете волку стари песни да ги сочувате во своите сеќавања. Одговорот на домакините бил многу едноставен. Со пренесување од колено на колено, од татко на син. Еве уште една потврда дека нашите учени од 19 век, нашите народни пејачи, нашите револуционери не пишувале и не пееле во романтичарски занес. Едноставно, тоа го чиниле затоа што
го осознале од своите предци, од директните своји предци, од своите најблиски. Своите древни македонски корени ги искажувале многу наши дејци, како што се Марко Цепетников, Кузман Шапкарев, браќата Миладиновци и други. Свој записи во Македонија има и Виктор Григоревич, кој во Македонија престојувал 1844-1845 година. И тој забележал дека најчесто име кое што го сретнал на просторите на Македонија се имињата Александар и Филип. Што ова зборува? Ова зборува дека нашите предци од 19 век многу добро ги знаеле своите древни корени. Многу добро знаеле етногенезата на древните македонци. Излегува дека овчарот Стојан Мечкаров и слепиот пејач Иван Михаилов многу подобро ги знаеле своите корени, многу подобро го знаеле своето минато од многу учени од времето на едноумието кои до ден денеска останаа заглавени во калата од задкарпатските мачуришта. Интересна е една приказна што во својата Филипова историја ја прикажува Јустин, римскиот историчар, од првиот век, во книга 7, глава 1, точка 7, кој што го опишува за земањето на Воден од страна на македонскиот цар Кара. Тоа е, како што е познато од легендите, го направил со помош на козите, кои што во едно невреме, практично бегајќи да се приберат во своите живеаништа, го покажале патот на војската на Каран и ги одвеле практично до влезовите на градот Воден, пошто тој лесно бил завземен. Затоа козата последувал кај ќе стане во престолнина на македонците, како козата ќе стане еден од значајните символи кој што е присутно на стотина македонски монети. Што е овде интересното? За нас македонците ова е интересното поради тоа што браќата Миладиновци во својот зборник под преданија имаат забележено едно народно предание во кое што се зборува за настанокот на Воден, приказна идентична со она што ја кажува Јустин во својата Филипова историја. Исто така, од народниот пејач, браќата Миладиновци сознале и соопштиле на македонската јавност дека тоа е сторено, непријателите го зазале Воден со помошта на козата. И ова фрапантна сличност на овие две преданија, значи преданието запишано кај браќата Миладиновци и приказната на Јустин, недвосмислено говори за тоа дека сеќавањето на македонци за своето древно минато е пренесувано од колено на колено. Како древни македонци се чувствувале и востаниците во Кресненското востание 1878 година. Па во уставот на Кресненското востание, востаницичкиот комитет ќе забележи дека се тие потомци на древните македонци. Тие се поистоветуваат со древните македонци. И ова е уште едно сведоштво за врските меѓу древните и денешните. Ќе го спомнам и Ѓоргија Пулевски, нашиот познат деец и револуционер, кој во 1878 година ќе напише една поема наречена Самовила македонска. Во таа Самовила македонска, значи во оваа поема, тој децидно вели: дал сте чуле македонци стари, луѓе говорат од македонци појуноци немало. Цар Александар македонски 300 лета пред Христа целу вселену освоил. Цар Филип и цар Александар наши баби славјанки ги родили. Ова го пишуваше Ѓоргија Пулевски во 19-тиот век. Ѓоргија Пулевски 1892 година ќе напише славено македонската историја, во која што децидно ќе каже дека македонците се најстарите жители на Балканскиот полуостров и дека тие тука ги пречекале и грците, и бугарите, и србите. Гледаме дека нашите предци од 19 век добро знаеле кои се, добро ја знаеле својата припадност, добро го знаеле своето минато. За разлика од некои политичари и историчари од времето на едноумието,
кои до ден денеска не успеваат да си ги осознаат своите корени. Јас јавно сакам да прашам кој ги антиквизираше овие дејци, домашни и странски, да ги пишуваат овие работи. Еден друг документ, објавен во јавноста и познат, тој е манифестот на привремената влада на Македонија од 1881 година, упатен до дипломатските представништва на сите земји, начело со председателот Васил Чомо. Оваа привремена влада работи во илегал. Идентично дека уште во самиот почеток од овој манифест упаден до владите, односно дипломатските представништва, јасно даваат до знаење дека македонците се потомци на древните македонци. И јасно и гласно ги искажуваат врските со древните македонци. Гледаме дека и тие си ги знаеле своите древни корени. Ке го спомнам и Исаија Мажовски, кој при крстарењето по реката Днепар на бродот Рицар 1888 година ќе одржи говор во кој што децидно ќе каже дека македонците се славјени, присутни на Балканот 2600 години од времето на Каран и Александар, кои биле чисти словени. Како потомци на древните македонци се сметале и лозарите, движење е познато под име лозари, на кои им биле блиски и Госте Делчев и Даме Груев, и многу други револуционери. Ке го спомнам и Димитрија Чуповски, кога со своите пријатели во Русија 1913-14 година, ке го извеза знамето на Македонија со сонцето, 16 крако на него и со коњот Букефал, а познато е дека Димитрија Чуповски на синџирчето го носел, на синџирчето саатот се разбира, од својот часовник, монета сребрна од времето на Александар. И тој се идентификувал со древните македонци. Потомок, се сметал за потомок на древните македонци. Исто и со Никола Карев, председателот на Крушевската република. И тој во едно интервју за еден грчки весник, објавено на 8.5.1903 година во часописот Акрополис, ќе изјави на прашањето на грчкиот новинар потврдно дека тој потомок на древните македонци од времето на Александар и Филип. Ова негова статија е објавена кај нас во списанието Македонско сонце на 28.7.2000 година. Ке го спомнам и Жорж Сербео Салајнак, француски академик, кој 1992 година ќе напише книгата Етничкото потекло на европјаните, во кој децидно тврди дека древните денешните македонци се еден те исти народ. Тој наведува дека во 6 век има придоаѓање од север, на славянски племења, меѓутоа тие се претопиле во древниот македонски народ, кој бил културен и цивилизиран народ според него. Тој во својата книга тврди дека македонците постојат и денес во Република Македонија, но и во соседна Грција. Но децидно тврди дека македонците од Скопје и македонците од Солун и едните и другите никако не се сметаат себе си како туѓи. И ова ни уште едно сведештво за нешто древно минато. Нашите древни корени се афирмирани и од страна на Македонската православна црква. А така во преамбулата на уставот на Македонската православна црква децидно стои дека ние денешните македонци сме потомци на древните. Овде би сакал да спомнам и нешто друго. Македонците се спомнати во првата книга Битие од пророкот Мојсија. Тоа е најстарата библиска книга. Некои ја датираат 1350 години и повеќе пред Христа. Во неа за прв пат е дадена картата на народите во 10-та глава, каде што македонците се броени меѓу најстарите народи во светот, а македонската држава меѓу најстарите држави во светот. Вакви сведоштва има мноштво, мислам дека се доволно да разбереме поентата на ова моје излагање, да видиме врската на денешните древните македонци, посведочена во многу преданија и во многу песни кои што народниот пејач ги оставил за себе,
може да се примети низ овие искажувања дека нема ни едно предание, нема ни една народна приказна која што зборува за нашето задкарпатско потекло. Ако ние навистина сме дошли таму, во преданијата, кои се пренесувани од колено на колено, сигурно ќе имаше и некој што ќе зборуваше за нашето древно минато од зад Карпатите, како што тоа го видовме за нашите древни македонци од времето на Александар и Филип. Што се забележува? Забележуваме дека освен нашите историчари од времето на Емилијата и политичарите од тој период, сите наши предци од 19. и 19. век и во светот знаеле кои сме. И денес ние слободно можеме да кажеме си ги знаеме своите корени. И можеме слободно да упатиме порака на сите белосветски олеснувачи, посредници, кои што при посетите на нашата држава погребно не ословуваат како вашата земја, оваа земја, Фиром и слично, јавно да им кажеме дека тоа е навреда за целиот македонски народ, но во исто време исквернавање на Библијата. Јас сакам да упадам на порака до нашиот политички врв, до претседателот на државата и претседателот на владата на Република Македонија, да ги прекинат овие понижувачки разговори околу името, како недостоинствени, да се обратат до Генералното собрание на Обединетите нации и да го известат дека разговорите се завршени досега барем безуспешно со нашиот јужен сосед, дека времето на трајањето на таа времена спогодба е истечено, резултат нема, а постапката за прием во Обединетите нации да продолжи според меѓународното право. Во овој случај тоа значи според условите за прием на нови членки во повелбата на Обединетите нации, кои се таксативно наброени. Сметам дека Европската заедница ќе најде сили да се надмине себе си и да го прифати ова решение, затоа што ако некој се залага за примена на правото, тоа е Европа. И во овој случај ми се чини ќе ја исправи неправдата која чини према нас, македонците.